Денеска православната црква ги празнува светите маченици Јулијан и Василиса, светиот Григорий епископ Охридски и светата Домника. Светите маченици Јулијан и Василиса. Овие свети маченици потекнуваат од добри и богати родители. Иако венчани во брак, тие се заветиле дека ќе живеат девствено како брат и како сестра. Го раздале својот имот на сиромаси и се замонашиле. Јулијан основал машки манастир, а Василиса женски. Јулијан имал околу 10.000 монаси, а Василиса до 1.000 монахињи. За време на лутото мачење на христијаните од Диоклицијан, Василиса му се молел на Бога ниедна од незините монахињи да не се исплаши од маките и да не отстапи од христијанската вера. Бог ја услишал молитвата на достојната слугинка своја и во период од 6 месеци ги зел кај себе сите монахињи со ред и на крајот и нивната игуманија Василиса. Пред смртта, Василиса имала видување на своите сестри од оној свет. Сите и се појавиле весели и радосни како Божите ангели и ја повикувале својата духовна мајка што побрзо да им се придружи. Јулијановиот манастир пак бил изгорен до темели од неговите мачители, а Јулијан бил мачен со најтешки маки и потоа бил убиен. Во маките Господ го бодрел и го подкрепувал. Та се јуначки поднесувал, верата ја одржал и името на Христа го прославил. Заедно со Јулијан биле исечени синот и жената на мачителот Маркијан, Келаси и Марионила, кои гледајќи го јунаштвото на Јулијан во издржувањето на големите маки и самите и пристапиле на верата Христова. 20 војници римски, 7 браќа од тоа место, презвитерот Антони и некој Анастасии, кого Јулијан за време на маките со молитва го воскреснал од мртвите. Сите честно за Христа пострадале и граѓани на Небесното царство постанале околу 313 година. Во Јордане кршајушося Тебе, Господи, Троическое јавися поклонение, Родителе благослови детство ваше Тебе, возлюбленаго Тя Сина именуя, и Дух во виде голубине, извество ваше словесе утверждение. Являйся, Христе Боже, и мир просешей, слава Тебе. Во Јордане кршајушося Тебе, Господи, Троическое јавися поклонение, Родителе благослови детство ваше Тебе,
Тя Сина именуя, и Дух во виде голубине извествоваше словесе утверждение. Явейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Вие во Христа што се крстивте, во Христа се облековте. Светиот Григорий епископ Охридски, благочестив учител и пастир на Христовото стадо, се упокоил во 1012 година. Во еден надпис во црквата Света Софија во Охрид се нарекува Григорий Премудри. Светата Домника. За време на царот Теодосиј, како некрстена дошла од Картагина во Цариград со уште 4 девојки незнабошки. Ги крстил патриархот Макари и ги благословил да живеат како инокини. Светата Домника се предала на подвигот со голема ревност и во таа ревност не слабеела се до смртта во длабоката старост. Во Господа се упокоила околу 474-та. Просветена со Светиот Дух, таа можела да предвидува што ќе се случи во иднина и со молитвите правела чуда. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат, и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.